Сигурно безброј пати сте ја поминувале магистрата Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево за Охрид и сигурно безброј пати сте ја поминувале покрај селото Ботун. Да бидам реален, јас многу пати поминував по оваа магистрала и ете редов му дојде да дојдам во ова село, во селото Ботун, да се видам со мештаните, да се пообетам со мештаните, да ми раскажат за дел од историјата на ова село кој што на овие простори постои со векови. Ова овдека е позади мене селото Ботун. Моето патешествие по селата во Република Македонија го продолжувам овдека во општината Слана Демач. Овдека во селото Ботун. Ова нова видеорепортажа која што ја прави Маријова филм прави со помош на моите денешни пријатели и водичи во селото Ботун, господинот Дончо и господинот Мите. Ќе ми бидат водачи во селото Ботун да направиме еден документарен запис по кој што ќе го ставиме на поколенијата наши кои што доаѓаат после нас, дека нешто има оставено, како што нашите дедовци и баби ни оставија во аманет да живееме во селото Ботун. На 100 метри пред самиот влез на селото Ботун, преку мостот на реката Сатарска, се наоѓаат десно од мене селата Велмеј, Лешани, Беркушта и селото Брежани. Но за овие села ќе направиме приказ на следниот пат кој ќе отидеме на тому. Добар ден. Дражио. Шо е ова скутина? Ова е за стоката, еве. Од ченка? Да. Значи ченката ја искати, ја стави да се вари, ова убаво. Ова е за стоката. Добре, добре. Ајде, бркај се работа, бркај се Ќе работа. си ја бркаем. Овдека на реката Сатарска во селото Ботун на 19 јануари секоја година од памтивека па до ден денешен луѓето го фрлаат крстот и оние кои ќе го фати викаат народот, викаат легенди дека ќе го прати среќа и здравје него и целото семејство цела година. Пак ќе речам, секоја година овдека во Сатарска се фрла крстот и еден среќник сигурно ќе го најде. На 100 до 150 метра надморска височина северно од селото Ботун, овдека на ова падина ќе најдете шумски плодови и капинки, ќе најдете и шипинки,
ќе најдите, ако е врнежливо времето, и печурки, ама и ќе најдите и дренки. Овие се тие дренки, кои што се чисти и природни, кои што се прави сокот од дренки и она позната дренкова чаракија. Еве, ќе каснам и ќе она се убави. Секој добронамерник кој што ќе реши да направи патописна репортажа за селото Ботун, да бидам реален искрен дека со едно идење, односно за еден ден, репортажа не може да направи комплетна. Затоа во селото Ботун останавме неколку дена. Се наоѓаме на некаде 300 метри надморска височина северно од селото Ботун, каде што се наоѓаат неколку црковни православни духовни светилиште. Една од нив е и црквата Света Богородица, а во непосредна близина се наоѓа манастирот Свети Михаил Архангел, а исто така во непосредна на овој манастир близина се наоѓа и манастирот Света Богородица. Ќе одиме и во овие две духовни православни светилишта да ги посетиме за да биде и репортажата за селото Ботун комплетна. На 400 метра надморска височина и на 400 метра североисточно од црквата Света Богородица се наоѓа манастирот Свети Михаил Архангел. Ова овде што го гледате е даб кој што според моја проценка, според овие годови, е стар некаде околу 200 години. Меѓутоа, според проценката на ова состојба што ја гледам, можеби е стар повеќе од 1000 години. Ова дабово дрво ја чува историјата на селото Ботун. Меѓутоа, преку ова дабово дрво, меѓутоа преку овие 200 години годови кои што ги има во овдека, ќе се обидиме да дознаеме дел од историјата на селото Ботун и преку самата манастирска црква Свети Михаил Архангел, кој што врз стари темели, кој што е градена пред многу векови, е изградена пред неполни 10 години. Ќе одиме да дознаеме, да видиме дел од историјата, кој што реков, на ова село преку манастирот Свети Михаил Архангел. А ќе се обидам полека да слегам. Опа! Да знае ова дрво, да ја каже историјата што овдека поминала, да каже историјата, знаена, незнаена, историја која што од колено на колено, од генерација на генерација, ќе се прикажува не само за селото Ботун, не само помеѓу ботунчани, туку насекаде во светот, се додека постои светот. Само полека да се симниме. На само 100 метри позади мене се наоѓа манастирот Свети Архангел Михаил, кој што е изграден пред многу векови. Се наоѓам во вакавското место на манастирот Свети Михаил Архангел, каде што овдека од памтивека мештаните се ги извршувале своите православни адети и обичаи. Се наоѓаме во црквата Свети Архангел Михаил во исто имениот манастирски комплекс Свети Архангел Михаил, кој што ова црква е изградена во старо светилиште кое што датира од многу векови. Мештаните од ова село пред 5 години го изградија ова црквиче и најскоро време очекува да започне живо опишувањето, исто така изградбата и на иконостасот.
Се наоѓам во дворот на црквата Света Богородица во селото Ботун, една од неколкуте црковни духовни светилишта во ова село, каде што оваа црква е изградена во 1859 година и до ден денешен оваа црква и понатаму служи за духовно просветување на селаните до ова село. Господине Дојчиновски, се наоѓаме во црквата Света Богородица во селото Ботун. Ти си по селски кажано Питроп или Клисар. Да. Ајде вака да ни кажеш, Клисар си не само на оваа црква, туку и на другите цркви кои што се наоѓаат во селото Ботун. Да, јас сум Клисар и на оваа црква овдека и уште две други цркви. Една Свети Харангел се викат и другата Богородица манастирче. Што ќе појми таму ќе го видиме и тоа. Колку години си Клисар и што те наведе да бидиш? Па ме наведе да ти кажа право исто, ја негде околу 6 години кај што Клисар. За здраве поќе да служа на народот, црквата. Тоа. Ајде вака да ни кажеш за црквата Света Богородица, повеќе кога е градена, кој е граделе, колку години е стара и така. Па ова црква овдека, Богородица овдека, е градена негде 1859 година по записот, а завршена 1895 година. А иконостасот е негде 1871 година. Имаш ли некој сознание кои биле криториите, кои биле зоографите? Имате едно сознание, пишува тука и записот, Крстеј и Костадин од Лазаро поле. Тие што били мајстори тука што градиле ова црква овдека. Овдека што гледаме во манастирот во црквата Света Богородица, од памтивека овдека луѓето доаѓале за крштевка, за венчавки. Да, овдека иделе за крштевки, венчавки, иделе сега што се изградиле новото црквиче таму Богородица манастирчето, сега се таму венчаве, таму се крштаве, овдека не. Така. Ово да ми кажеш, овој комплекс на оваа црква, кога е правен овие нова трапезарија, нови конаци? Овие се правени, се чини не има преку 30 години овака, така, трапезаријата, а обновена е пред 2 години. Сето ова што е овдека обновено е со ваши пари, Со пари од црквата, тука речено од селаните. Од селаните тука. Рековме дека црквата се вика Света Богородица. Кога е празникот на Света Богородица, мала или голема? Голема на 28 август. И овдека на тој ден? И на тој дека луѓе тука по гробовите за здрави си парат црква свети, ами и по славање село. Така, на тој ден се собира народ? Се збират. И се вика, се доаѓаат луѓето не само од Ботун, доаѓаат и до околните села? Идат од околните, да, славата и од околните села. Од кај ќе дој човек тука примери, нема. Така. Туку вака да би кажал, рече дека си Клисар, по народски Питроп, така, во Ботун на овие цркви што се наоѓаат. така. Ќе те замолам заедно со тебе да отидеме и во другите цркви и таму да ни отвориш и таму да видиме како се тие направени и како духовно живеат селаните селото Ботун. Дали ќе може така? Нема грешка во секоја доба. Поиме. Себелината кога дојдов во црквата Света Богородица во селото Ботун беше времето променливо облачно. Сега се наоѓам во манастирскиот комплекс Света Богородица, но времето е веќе што гледате грее сонце. Овдека во овој црковен храм, во овој црковен комплекс манастирски бев пред 20 години. Овдека во овој црковен комплекс се наоѓаат и новоизградените конаци,
каде што има 4 соби, а самите конаци наликуваат на хотелско сместување. Дојдете во овој црковен комплекс, посетете го во овој црковен комплекс и се разбира за оно што ќе останете во овие конаци, ќе ставите онолку средства колку што вие ќе сакате за здравје да му дадете на Господа за својата душа. Додека престојува во селото Ботун, многумина ботунчани ми рекоа дека репортажата за нивното родно место, селото Ботун, нема да биде комплетна ако не го посетам нивниот соселанец Ристо Ѓорески, кој што за него велат дека е еден од многуте песнопојци и игроорци, а кој што многумина велат за него дека е еден од ретките кој што знае многу патриотски песни спеани за селото Ботун од памтивека пај до ден денешен. Господине Ѓорески, така ти беше презимето? Да. Сабајлијата си видовме пред кооперација. Да. Седнавме таму пред кооперација и мило ми е што ме почести кафе да се напијаме. Добро. И така се спријателивме и што се вели, и ја се меракли на песна, ама и ти се меракли на песна. Да. А дали ќе може и вака, многумина ми рекоа дека си знаел една песна за селото Ботун, кој што ја пееле од памтивека па до денеска. Да. Ајде ја чуеме, ќе може? Може да се чујат. Можам да почнам? Да, може да. Другари верни ботунци, другари верни ботунци, стегајте пинци, ремења, емна пушки, те кремења. Слагајте долу sa teska, slagajte dolu sa teska, faćajte dobra, a pusija, faćajte dobra, pusija. Beže ta ćego, čeka me, beže ta ćego, čeka me, od kojna dago, smetani me, sa teska da go parali me. Slego ja dolu, sa teska, slego ja dolu, sa teska, fatija dobra, pusija, te go beže ka ide. Te go beže ka ide, sosedum osum, sej meni, sosedum osum, sej meni. Puška mi pukna od zadravo, pađa mi beže, od kojna pađa mi begot, od kojna. Zgrmeja puški, patroni, zgrmeja puški, patroni, panna ja sedum, sej meni, panna ja sedum, sej meni. Samo mi jeden izbega na siva konja, vjavaše na siva konja, javaše. I nego mi go puštija da kažvi, da prekažvi kako je begot zaginat i vosate ska
изфарален. Сега уште да ми кажеш, сабајето пак кога дојдов, една песна ја рецитираше. Да, Ајде да чуем и не се. може да се чуете. На 4 август 1908 клети ми турци Ботун нападнаа. Згрмеа пушки, стрештеа бомби, деца ми плачат, мајки си кукет. Сите си бегет горе за Леништа. Напред ми оди Јордан Кумита и населани тој проговара. Скрите се горе, горе Леништа, јас ќе се вратам преку горна тумба да ги пречекам тие клети турци. Јордан се врати, заседа ми фати, ето иде аскер напред Булумбаша. Јордан ми пука, Булумбаша падна, аскер ми бега назад, не гледа. Сега, не, ако сакате нешто малце да пообјаснам, зашто Булумбаша бил Така? Булумбаша бил војсковоѓа на војската, мислам, Така. во Турско. Да беше бусуко. Речено. Така. Булумбаша, кога паднал Булумбашата, војскава избегала. Така. Од кај е научи ова песна? Бате, Кој ти ја кажува? имате едно, мене ми ја кажале ова постари луѓе, Така. постари луѓе, и ја од тоа, сега, можда имам нешто додаено, можда имам, сега, не знам како да ви речем, можда имам нешто додаено, меѓутоа не е додаено ништо. Стварно се скриле луѓето горе во Леништа и после викат, Јордан се насмеа, минара ми пушка и се врати кај своите селани. Ајде си одиме, аскерот избега, Село- аскерот избега, во село Козица, Ботун не чека, или селото не чека, како да речем на тоа така. Добро, О кратки црти. слушај, да те држи гласот уште многу, Фала, жив да си ви. да се видиме за песна, Нема проблем. за летна слава на селото Ботун, Нема проблем. за зимските слави на овие села овдека Нема и проблем. да се видиме за Да свадба се и крштепки чуеме, да овдека во се селото. видиме и цел живот да се живееме. Чулте Господ, да се Во здрави и љубов. живи. Е така. Фала многу. Фала многу. Исто. Само да ја оставиме торбата овде вака малку. Ова е овдека стариот дап кој што со векови е сведок на историјата на селото Ботун. Пред 20 години дојде во селото Ботун прв пат кога се осветуваше овој манастирски комплекс црквата Света Богородица. Една препорака. Дојдете во селото Ботун, да видите што е рај, што е убавина, да ја видите колоритната убавина која што е му дарила природата на ова село и да ги видите околните светилишта православни во ова село. И се разбира, да ја изгасите жетта на оваа природна чешма која што извира со векови од овој стар чинар, од овој стар дап. Се одморив, уживав и продолжувам патот во убавите македонски села кои што се распослани во општината Славна Деваца.